Значи младите осмолари се ова иницијатива, за каква иницијатива станува збор? Па станува збор за Трајковската чешма, која е како втор проект за младината на село Смоларе и мајсторот Роберт Ѓурѓиев. И се разбира ќе не подржат и граѓаните на село Смоларе, другите младинци од Смоларе и смоларците што се во странство ќе не подржат. Што се работи еве денеска овде? Денеска се работи да се едноставно обележи, да се изчисте Трајковска чешма за да почне да се работи, да има простор за работа. Да се грамади прават, патеки, клупи, маси, такви работи. Дали повторно се вклучени младите во овој? Да, па без младите не може да се направи тај проект. И следниот што ќе дојде проект. Ајде да слушнеме малку повеќе околу овој проект за реновирање на Трајковската чешма. Од кога постои ова чешма? Значи, смоларци може да се гордеат со младината во село Смоларе. Како што обеќаваме, така го остваруваме и вториот проект по надзив Трајковска чешма. Трајковска чешма е изградена негде во 1900 година од делото Трајко и од тогаш до денес е зауставена, а има и една добра изворска вода, ладна, па сакавме и овој простор да го искористиме, да го средиме урбано, бидејќи патот до водопадите токму до чешмата и сакавме да го направиме со клупи, со патеки и урбано да го направиме стварно како што треба. Покрај паркот кој што го изградивте еве и чешмата, за да имат барем оние кои што одат во посета на смоларските водопади, да имат место каде да се релаксираат и одмараат. Но исто така повторно се потребни и средства да се реализира и овој проект. Имате ли обезбедено средства или повторно од самопридонес на жителите? Значи, како што и паркот го почнавме со 0 денари, така и Трајковска чешма ја почнуваме со 0 денари, но имаме храброст и елант да го започнеме. Значи, ни се јави еден добар спонзор, Мак Примакс од Ново село, од Струмица. Он ќе не финансира со цемент. Инаку, општината, исто така Ново село, ни обеќаа дека ќе ни дадат некои, мислам, материјали, не средства финансови, некеме материјали, градични материјали. Така да, сакаме Трајковска чешма да направиме чисто од природен материјал, од камен и дрво, така да нема да има потреба многу од финансиски.
проектот ќе кошта околу 1000 евра, може и помалци. Затоа мислам дека ќе смогнеме сили да најдеме спонзори, па и ова прилика ја користам сите што го сакаат смоларе да донираат во овој проект, бидејќи не е последен тој проект, имаме и трет проект, спортско-рекреативниот центар, но сега за сега Трајковска чешма да направиме, бидејќи таа е близу до патот за водопаите. Така, уште едно прашање, бидејќи веќе го снимавме отварањето на паркот, колку допринесе тоа за развој на туризмот, да идат повеќе граѓани да се одмараат овде на оваа место? Значи, по изградбата на паркот на младоста, Смоларе го направивме европско туристичко место. Мислам, имаме добри реакции од сите страни. Дадовме еден пример како младите може да се искористат во населените места, бидејќи тоа е најголемото богатство. Така да горди сме на сите проекти што ќе ги направиме, мислам, во селото. Значи, како жител на ова село, како вие поддржувате оваа акција на младите? Како прво, сакам да го поздравам канал ВИС, што учествува на нашите активности, на наше соработување и би сакал понатаму се продолжи тоа со тие идеи. Како основа на селото со старо потекло. Тоа е многу давнашно село, изградено, не се памти од кога е тоа село изградено. Како што е било понапред, ние мислиме дека и ден денеска си истото, само што е зафрено, неодржавано, пошто народот тука што е уидеа во странство, таму, тука е местото, чворот што е на селото, приведете кога не е имало вода, тоа е била единствената чешма тука што е во село Смоларе, што луѓето, и јас помнам кога бев младечок, ќе одеме на вода да налиеме од Трајковската чешма и тука доаѓаме, тоа е исто оваа чешма што ја гледаме што е пред нас. Со добра иницијатива на господинот Роберт Георгиев, со поддршка од младината Маријан и младината од село Смоларе, гледам, децата се активни, сакат да го сочуват своето дединство, прадединство, бабинство, како да кажем, кој как му одговара. На тој начин, они почнаа да работат. Прво изградија Острен центар, што беше најмногу загрозено. Мора они да бидат принудни сами да го работат, предвидејќи нашето село беше Струмичка општина, па после да е Новоселска општина. Знаеме ситуација кака е меѓу општините, се гледат само за себе,
се делят на свои партии и свои компании. И они немат време за да дойдат да видят от това село, що треба, какво трябва. И мада ще се дават и донации. И има телевизор, слушаме сите и на вести, там на тази община се доделя това. Нашето село го ставя зад гръб, що никой не завърте глава и да помине да каже, чекай, ке се направи тук нещо. Кога са избори, било кой, дали е СДС, дали е ВМРО, нема веза, не одам у партии, тия работи, за събиране на гласове се служат, са намера проекти, са изградени пътища и тия други работи. А накрая останало все нещо. И затова да има свестен народ тук в селото, що само инициативно, с помощта с народ, с младината на село Смоларе, и пък ги води, що със свой труд, своя работа се, Роберт, що е, го упоменам, два пъти как го упоменам, да не бидам досаден, с неговата инициатива, с поддръжка на инициативата на младината, се гради се. И баш ми е мило, и аз съм жител от това село тук, и аз би сакал да биде нещо по-добро, на драга воля да вадям и участвам от тия акции. И всеки път, що трябва, како трябва, дава се донации тамо-вамо, давам и аз, що викат. На този начин идеята е нас да го подкрепяме. Старото, иното, минато, да не се случват тия работи како Бадрен Барбарово Стеник, що се знаем от тази община, па да не кажувам за Маврово, за другите места изселени, народо изселен, а защо? Нема път, нема дека да седне, нема дека да излезе, нема и могущество. А тоа що е? Нема вода, нема пътища. Важните услови, що са, се заборават. Привидейки се гледат само во градо, а не се гледа по-натам. Се гледа во общината, натри во кругу во общината, а не се гледа надвор. И затоа ние сме принудени, што си имаме идея да не го напущаме селото, да се останеме пак тука, да си подноваме със свои финанси, кой колко може, некои са работа, некои са пари. А има некои любители, што от краища, отдел от Новоса, отдел от Струмица, што ви наповини господинът Георгиев, дават, са любитни, тия луѓе сакат да обстане тоа што е. А тука е тоа атрактивно место со стари воденици. Ева едната воденица, еве другата воденица, имаш и по-нагоре, таа веќе разтворени, тие са двете веќе разтворени. Со тоа подновуване, ако не друго, ке се сеќават луѓето кои ќе доаѓаат тука, кога се доваѓали некои по-стари како мене што се, донеселе мливо да меле тука, а вода е пијал на оваа чешма тука. И кога не е имало вода, тук сме лияли вода. Инициативата е добра, јас се поддржувам таа и сакам да биде како што е, постепено да се граде. Кој дека има инициатива, пак ќе одеме. Групата си таа, работниците таа, умладината е тука, добри са се и сакаме да биде се по-добро.